По затварањето на грчкиот преминев зони за камионите кои што сакаат да влезат во Македонија заради штрајкот и блокадите на грчките земјоделци, ова е местото каде што се пропуштаат тешките товарни возила за влез во Македонија, односно граничниот премин Меджитлија. На секој 15 минути може да се забележи како влегуваат камионите во земјава. Вчерашните преговори на грчките земјоделци со владата во Атина неуспешни. Грчките земјоделци кои штрајкуваат уште од 28 јануари и од тогаш преминот Евзони е затворен за секаков вид сообраќај, не се договорија со владата на Ципрас и со тоа предизвикаа огромни штети за транспортните компании и нивните комитенти во земјава. Македонските транспортни асоциации и бизнис заедницата постојано апелираат до меѓународните институции за деблокирање на преминот, укажувајќи дека од блокадата трпат штети транспортерите од Македонија и регионот, како и компаниите корисници на нивните услуги. Евроамбасадорот во Македонија Самуел Жбогар вчера во Гевгелија изјави дека Европската унија и Брисел внимателно го следат проблемот со блокадата на граничниот премин Евзони од страна на грчките земјоделци и очекува дека во најскоро време ќе следи реакција и обид за негово трајно решавање. Инаку на Солунското пристаниште се заглавени 120.000 тони стока за Македонија, која до крајните дестинации со огромни загуби, полека и задоцнето, се дистрибуира преку Меджитлија. Денешните информации од Автомотосојузот на Македонија се дека премините Меджитлија, Битола и Дојран се отворени за сообраќај за секаков вид возила.